Итар Пео и Берберот. Еј, пуста сиромаштија, што не ќе го натера човека да прави. Ете една зима, кога фатија големи снегови, многу прилепчани немаа доволно дрва, а многу мариовци немаа доволно храна за стоката, а што е уште поважно, немаа ниту пари. Така и Итар Пео се најде помеѓу тие мариовци кои немаат пари. Единствен излез од оваа ситуација Пео намисли да најде со продавање дрва. Така смисли и така направи, иако знаеше дека на Прилепскиот пазар има голем мајтап. И имаше право. Во Прилеп ти е, братко, и мајтапот, и шегата, и лагата. Се ти е таму. Го зеде Пео магарето, го натовари троа дрва и тргна за напазар во Прилеп, со помислата дека мајтапот што ќе го направи заедно со прилепчани е најдобар лек за немаштијата, а што би рекле старите, и мелем за рана. Со таа мисла, Пео веќе стигна во Прилеп. Терајќи го така магарето и викајќи гласно по него: "Чукш, прч, чукш, муц, волко да ти ја изеде главата, да даде Господ златен", стигна до женски пазар. И само што стигна, туку излезе Прчи Петре Берберот. "Пео, бре брат, ги продаваш дрвата или ти се продадени?" Ги продавам, како не ги продавам туку", одговори Пео и почна малку да се тегави за да добие поголема цена. Кој ќе даде пари, тој ќе ги земе. И за миг околу Пео се собраа прилепските мајтапџии и почнаа да се договараат како да го насамарат. "Колку пари ќе сакаш за дрвата, бре Пео?" се истрча Рамполовџијата, кој беше дојден во куќата на Андон Валавичарот. "Ами колку ќе бара? Колку ќе дадеш, нема да ги видиш." "Арно," му рече Пео, "арно. Што трча тој да го праша кога јас го почнав пазарот?" Со повишен глас се јави Прчи Петре. "Туку ајде кажи ми мене, колку пари ќе ми бараш?" "Дебре, Свети Јоване, не се лути. Ако прашав, не ги изедов. Човекот ги продава, ова е пазар, а на пазар лутење нема", му одговори Рампо на Прчи Петре, а на останатите им намигна. "Да ви кажам право, пријатели, овде сите сте ми пријатели. Еве Рамполовџијата иде кај мене во село, кај Андон Валавичарот си ги валави алиштата. Трајко промата роката, Великден иде кај мене дома и секогаш на децата им носи по некоја залашка. А кај Прчи Петре сум редовен муштерија. Затоа вие договорете се помеѓу вас кој да ги земе дрвата, а ќе ги земе тој кој ќе даде точно 6 банки, ни повеќе, ни помалце." Им го рече ова Пео и се издивна. Со ова што го кажа Пео не пресече сите. Се знае на Прилепскиот пазар, тој прв што ќе пазари, тој ќе купи, се јави Дунко Барабанџијата, освен ако на Прчи Петрета не му се скапи. "Скапи, не скапи, тоа е. Кому му требаат дрва на овој студ, сега ќе плати и ќе купи", одговори одсечно Итар Пео. "А Ирлија нека е Пео муабетот, а јас ќе ги земам. Колку бараш, толку ќе ти платам, но ти со мене пазар правиш кога те бричам и кога те подстрижувам. Затоа и јас со тебе ќе правам." Прчи Петре се сврте кон присутните и им даде ишарет дека ќе падне смејана сметка на Пео. Му ги растовари Пео дрвата на Прчи Петре и му ги побара договорените пари. "Со здравје да ги гориш дрвата, ајро да им го видиш, побратиме. А сега дај ми ги парите за да си одам, да видам и јас некој арч, да ја оставам овде, кај бакалот." "Секако, Пео, ќе ти ги дадам парите, само растовари ги сите дрва што се на магарето." "Поштено остави ги дрвата, поштено ќе ти платам." "Зар си слеп, та не гледаш, бе, пријателе, дека ги растовари сите дрва?" му вели навредено Пео, а во себе си мисли: "Што ли сега мајтап ќе прави со мене Прчи Петре? Не прави се Пео будала мариовец. Како што се пазаревме, така и ќе биде. Ќе ми ги дадеш и дрвениците од самарот. И тие се дрва, така рековме. Сите дрва од магарето." "А бре, како ќе ти ги дадам и дрвениците од самарот? Да не си поулавел?"
Може ли самар без дрвеници? Се бранеше Пео. Ке му ги дадеш, не го расипувај сега пазарот. Кај што се плука не се лиже, се замешаа комшиите кои дојдоа да видат малку сеир со Пео. Виде не виде, Пео немаше што да прави, беше приморан да му ги остави и дрвениците од самарот. Така Пеовото магаре остана без дрвениците од самарот. Си го зеде Пео магарето и си рече сам за себе гласно: ми испадна сега повеќе дарата од маста. Па во себе почна да крои план како да го насамари Прчипетрета и да направи и тој еден сеир среде Прилепската чаршија. И додека Пео се шеташе низ чаршијата и купуваше, а некаде правеше само шеретлаци, во берберницата на Прчипетрета се смеја за тоа како му текнало на Прчипетрета да го насамари Пео. Ами уште за Пео, ако не го јадам лебот, подобро да се фрлам врека, не џабе држам дуќан среде чаршија. А Пео е најголемиот будалетинка во Мариово. Гледате што му направи јас, се фалеше Прчипетре пред муштериите и пред мунасипчиите што седеа кај него во дуќанот. Море, не вели 2 пати Свети Јоне, да не дојде па овде да те насамари пред сите. Та ќе ти биде резил да се појавиш пред чаршијава, му вели Рамполовџијата, кој добро го познаваше Пео од претходните средби по прилепските села. Не се прави Рампо будала, на Пео нема да му текне повеќе да го намириса пазарот, не да дојде овде во берберницата, се јави Јон Бургија, кој беше седнат да се бричи. И така додека зборуваа и се смеја за Пео, еве ти го него наврата. А, бре, мајстори, и така имам уште време додека си кинисам со пазарџиите за Мариово, али ке можеш да не обричиш нас со другаров, па што ти чини, јас ке ти платам, му се обрати Пео на Прчипетрета. Може, Пео, може, му одговори Јон Бургија наместо мајсторот. Еве седни овде, бидејќи јас сум готов. И стана од местото за да седни Пео. Истовремено седна до муштериите кои чекаа на ред да се бричат или подстрижат. Седнувај, Пео, и гајле немај, ти кај мене не ке чекаш ред, го теши Прчипетре и му покажува на столот да седне. Откако Прчипетре го обриче, му рече: кај ти е Пео другарот, нека седне да го обричам побргу за да не чекаат другиве муштерии. Еве го надвор, оди и донеси го, и покажа Пео со раката на магарето што беше врзано пред дуќанот. Ај сиктер од тука, бре, пезевенке еден, кај се чуло и видело магаре да се бричи. Целиот збеснат почна да вика Прчипетре. Сите присутни во дуќанот како да занемеа, си ги подкасаа муцките и во себе почнаа да се смеат. Ке го бричиш, море, мајсторе, и очи ке ти испаднат, му одговори Пео на Прчипетрета и им шкрапна со очите на муштериите. Како ми ги зеде ти мене и дрвениците од самарот како дрва, така сега ти ќе го бричиш магарево и оро ќе играш, така се договоривме. Виде не виде, Прчипетре излезе надвор и го насапуни магарето за да го бричи. И таман го извади бричот пред магарето, туку срипна пусто магаре на предните нозе и почна да рика. Но во тој момент се слушаше и гласното смеење на муштериите, мунасипчиите и минувачите за сметка на Прчипетре берберот. А Итар Пео, задоволен, го зеде магарето и си замина за Мариово.